Ова се вежби за деформитет во вратниот дел или лошо држање во вратниот дел од повеќе часовно или не само повеќе часовно дневно ниво, туку и на подолг временски период, седење пред компјутер на биро, каде што полека главата или вратот одат кон напред и физиолошката кривина на вратна лордоза се губи, односно се исправа она кривина. Денеска во ова видео ќе покажеме вежби за загревање на вратниот дел и раменскиот дел. Потоа ќе направиме вежби за истегнување и ќе ги покажеме оние држења на тело и неколку вежби за јакнење на задниот дел на мускулатурата на вратот, за да можеме по секојдневно вежбање или вежбање 2 пати на ден да го искоригираме ова лошо држење и болките во вратот. Започнуваме со вежби за загревање на врат, кои што ги правиме по неколку повторувања, 4 до 5 повторувања во лева страна, 4 до 5 повторувања во десна страна. Или можеме по 5, да речеме. Овие се отклони. Во лево и во десно. Дел од овие вежби за врат, кои што беа за загревање. Сега ќе направиме неколку вежби за раменскиот појас, бидејќи треба да ги раздвижиме овие вратни зглобови, кои што се прошлените. Преку рамениците раздвижуваме рамениците, да предките донесуваме. Зголемуваме телесната температура, донесуваме повеќе крв, го подобруваме крвотокот и да пробаме потоа со вежби за истегнување, стегнење на вратот. Така, да најземе нешто горе-долу. Ова се. Нешто ќе ми треба да се изгледа. И сега, ова речеме загревање кратко, кој што може да продолжи со раце, но ќе го ставиме за друго видео. Сега ќе направиме вежби за истегнување на вратот. Например, ќе треба да ја вратиме главата максимално да затегнеме со затворена вилица, што тука. Истегнуваме. Потоа во страна да се истегнување кон назад тука. И со страна. Што имаш? Со став исправено тело, влечеме со градна коска и брада споена. Поред. Сега, малко ќе пробаме да ги стигнем. Бидејќи го тука на вратот. И на друга страна.
И овде. По овие истегнувања кои што може да ги направите во стоење, може да се изведат и во седење на столче. Важно е да напомене дека покрај вежбите за загревање и истегнување, секогаш во секојдневието е многу важно е држењето на тело, кое што од нормално држење, полека рамиците паѓаат напред и телото леко напред. Мораме главата да ја вратиме и рамиците кон назад да видиме едно право држење кое што постојано ќе го изработуваме во текот на целиот ден, значи од напред глава, играме спуштени напред, враќаме главата, враќаме рамиците и добиваме нормален исправен став. Ова е иста вежба, ќе ја покажеме и во седење, значи од седење на напред и со глава пуштена напред, мора да се вратиме назад во нормално седење, исправени раменици и глава да биде напред. Значи, кога ќе работиме на биро или кога ќе читаме, ќе мора да бидеме исправени со подигната или книга, тетрадка, учебник или пак ако сме на компјутер, лаптоп, да ги подкренеме, да имаме аголот 90 степени на очите, на главата и рамениците и раците да не одат кон напред, туку да ни биде удобно, да ни бидат под прав агол, значи што повеско да сме подобро седнати. Ова ќе го покажеме странично и во седење. Ова е како вежба, од седење на напред, на неадекватно биро или опреми на лакти, ќе мора да се исправиме на назад со трупот по прав агол, вратиме раменици, исправиме глава, монитор да го подигнеме, или ако тоа книга, тетрадка, кажавме, учебник или било кое списание во раце, односно тастатура, наместо напред да ја повлечеме на назад и да се метнеме под бирото, за да може овие агли на раце, на труп со надколеница и на глава, на глава и врато да бидат под прав агли. Исто така, како вежба, како превентива и на лежење на под, би требало да лежиме со рамената назад или ова да го направиме со движење на лакти и раце кон назад, да можеме или вака да леките да ги подистравиме и да го исправиме овај горен дел на грбот, односно предките, или пак, ако се работи за вратот, како што кажеме, за коренот на вратот. Ова вежба, лежење, еве сега ќе ви давам неколку вежби за јакнење на мускулите на вратот, значи од седење ќе дадеме вежби, значи малку да го исправиме оној корен дел на труп, така, значи само ќе отвараме со лакти надвор и ќе пробаме предките да турнува, но главата да не напред тука, враќаме до прстите назад. За почеток се припремаме со грб повеќе, а го припремаме вратот зад во стегните вежби. Се исправаме, ставаме раце позади, допреми со прсти и пробуваме вратот да го вратиме наместо да е напред вака, да го вратиме назад, но притоа да ни е исправен грбот. Како? Следна вежба е слична на ова, но ги фаќаме рацете фатени, пробуваме се со исправен труп да ја туркаме главата напред со раце, но главата е се спротивставува на ова движење, односно ги активираме задниот дел на врат, односно мускулите на задниот дел на врат и малку пробуваме да работиме со нив. И ака едно 5 до 6 секунди во ова положба, па ќе пуштите, па пак уште еднаш, ќе отвараме лакти, ќе туркаме со прсти и ќе се потрудиме со глава назад, ќе почувствуваме поприма во коренот на вратот, значи ги јакнеме овие мускули да полека ја посакат да ја враќаат главата на назад. Значи пробуваме прстени раце,
Поставаме, пробуваме да туркаме напред со прсти, со раце, а лаки да ги отвориме. И се спропоставуваме на ова туркање со глава. Значи, едно со друго се скористуваме и почувствуваме дека веќе одека во коренот на врат мускулите се затегнати. Добре. И уште една вежбичка. Можеме од исправено на ново движење со рамене назад. Вака. Да направиме убаво стегнати, да направиме движење вака со глава на назад, да почувствуваме дека имаме контракција на крај. 3, 4. И уште еднаш. 2, 3, 4. Ова ова се неколку вежби за загревање, неколку за истегнување и неколку за јакнење, кои што може да ги користите во период од барем месец и половина, за да создадете навика дека еднаш, а пожелно 2 пати дневно, да ги применувате вежбите за загревање, истегнување и јакнење на вратот, на коренот на вратот и на рамениците, а исправениот став на држење на трупот во седење, во стоење и во лежење, возење на автомобил секако да биде секојдневно, во секој момент контролирано исправено, бидејќи тоа е основа за примена и на овие вежби кои би требало да имаат ефект врз подобрување на болките кои што се сега моментални или акутни, а се доста големи на вратниот дел или на раменскиот, додека во следно видео ќе го надградиме со повеќе вежби за сила, бидејќи загревањето и истегнувањето ќе бидат една рутина, а овие вежби за јакнење ќе бидат веќе лесни за изведување на континуирани вежби, каде имате потреба од поголемо загревање на мускулите на вратот. Се гледаме во следното видео.